Добро вечер, драги пријатели, здраво на сите што не гледате и добре дојдовте во нашето мало домаќинство. Јас сум Зока Црношија и зад мене стои мала група на ентузијасти кои што веруваат во оваа идеја и концептот што ви го нудиме секој понеделник од 20 часот и 15 минути на оваа програма. Место и време само за наша дружба, место во кое што ќе споделуваме фини нешта, време во кое ќе се наградуваме, убедена сум и дека ќе си поминеме супер забавно. Освен што сакаме да ве наградиме, имаме и желба да ве инспирираме и да ве поттикнеме на позитивни практики за менаџирање на домот преку разговори со нам и вам, драги лица од јавниот живот. Тие, како и сите ние, ги креираат своите домаќинства според сопствените потреби, станови, студија, апартмани, дворови, куќи и ателјеа, кои што им овозможуваат мир, спокој и некаква си надокнада за она што го живеат како професионалци. Ќе се дружиме во нивните домови и ќе дознаваме нешто повеќе за нив, како го одржуваат домот, зошто ги одбрале токму тие бои со кои што се обкружени, како дошле на идеја за соларни панели и што ги натерало да градат куќа, наместо да одберат, да речеме, едно удобно колективно домување. Се тоа инспиративни ликови од кои што многу ќе дознаеме и со кои што можеби и ќе се идентификуваме или ќе идентификуваме некои наши слични желби или очекувања, како што спомнав, и ќе се наградуваме. Наградите за штедлив дом ќе ги доделуваме во секое издание преку електронско извлекување на сите корисници на ЕВН, избрани по случаен избор. И ако ова ви се чинат доволно издржани причини да останете со нас, ајде тоа и да го направиме, ние малце ќе здивнеме, а вие малце ќе се раскомотите, ќе се опуштите пред телевизорот. Ете доколку користите случајно ем-банкарство, телефонско банкарство или електронско банкарство, имате малку време да ги подмирите и сметките од ЕВН. Оваа недела бевме на гости кај едни наши драги луѓе, ги знаеме од многу одамна, на сцената и во јавниот живот се, мислам, нешто повеќе од 25 години, брачен пар, таа подинамична, поекспресивна вокалист во тој спој, тој малку поодмерен, повоздржан, но сепак заедно зрачат со една препознатлива синергија која ја делат и на сцената и приватно. Нивната куќа е еден од оние фино негувани домови во кои што се чувствува љубовта и посветеноста на оние кои што живеат во неа. Имаат огромен простор, мало царство во убав дел од градот, за кое што беа доволно широко гради и племенити да го споделат со нас и со сите наши гледачи. Ајде да видиме за кого се работи. Во домот на Владко и на Силвана Плевнеш сме. За овој дом и за оваа куќа имам и слушано и читано многу во однос на тоа колку душа дале во изградбата и во декорирањето на овој дом. Конечно и јас тука. Добар ден, како сте? Добро ни дојдовте. Фала, убаво е да се биде тука, да бидам искрена. Се што замислував од она што сум читала и што сум гледала по месечниците и магазините е помножено со 2. Значи, на вистина без разлика што е бел, и многу стакло и така, многу мермер да речам, многу топол дом. Тоа е духот ваш. Да, веројатно. Да, поинаку се доживува кога сте тука на лице место, да. Во секој случај, нешто што Владко и јас го посакувавме, го смисливме онака од душа и вградивме многу љубов, па сега се надевам. Обично луѓето сакаат да доаѓаат кај нас, поминуваат многу време со нас, претпоставувам затоа што им е убаво. Тоа е некој репер, да. Не си оди некој со сати. Ке кажеш, дојам на 5-10 минути на кафе да пиеме, тоа 5 сати и 10 минути. 5 сати. И не сака да си оди. Што беше она во градењето или осмислувањето на овој дом, што беше есенцијално, што ќе биде контратежа на тој ваш динамичен живот? Што е она што ве успокојува на таа динамика што ја живеете професионално? Просторот. Просторот во смисла на сите простории кои што ги замислував и кои што сакав да ги имам некогаш во својот дом. Да речеме посебен простор за како женска соба, утилити, нели, за пеглање. Спокој и мир, нели, база од која што ќе тргнеме и во која што ќе исцрпиме доволно енергија за целата она динамика која што не чека потоа на нашите настапи надвор од нашиот дом. Не велам дека нема динамиката и тука многу пати, но многу ми беше битно да е тоа складно, спокојно, мирно, убаво и да има една убава хармонија и равнотежа. Така, кажувавте дека сте биле постојано додека се градеше секој ден присутни, рековте и дека сте избегале малку од првичниот план, значи надодадовте дополнително простор или го искористивте од некој што беше
така Да, замислен го да, замислата искористивте секој ќоше. на популарниот архитект Владко, помогни ми. Цове, кажи и сите Да, Цове го знаат сите. Бидејќи ме познаваше и знаеше дека се влюбивме покрај клавирот и дека клавирот ни е лајт мотив на нашата врска, па така и нашиот дом доби форма на клавир, на концертен клавир. Оттаму тргна се, но кога вградивме многу модерни елементи кои што се во смисла соларен бойлер, потоа подно грејање, грејач, добро, камин кој што е поврзан со грејањето, значи можеме да заштедиме енергетски во период кога е тоа овозможено со блага температура надвор. Седиме во главниот дневен дел, да кажам. Гледачите не можат да видат дека тука има уште неколку нивоа нагоре. Во главном, која е вашата најомилена просторија? Каде седите највеќе? Кој е најискористен дел од куќата? Освен кујната си. Да, освен кујната. Ете, тоа е интересно. Јас многу пати ми го поставуваат ова прашање. Обично ова лежалка покрај каминот, бидејќи е навистина на Владко. Владко е прв кој што ја завзема. А потоа ќерката и јас знаеме да му се придружиме на истата. Тогаш додавам да речеме, да, Владко и јас легнуваме едно до друго и ќерката ќе дојде над нас. Така да е дефинитивно најомиленото место тоа. Јас ќе ја кажам, например, најгорната тераса, тоа е уствари нашиот двор во воздух, кој е 40 квадрати и секој утро ние го започнуваме таму. Пиеме утринско кафе, си гледаме према водно, дишиме борова шума, црпиме енергија од сонцето и така започнува. Убавите славечиња кои што пеат од март до ноември, деноноќно по 24 сати. Ми беше исклучително пријатно, баш сте приемчиви домаќини, отворени, како да кажем, за соработка, го разгледав целиот дом. Овде би живеела, ова е нешто што стварно овозможува и мир и спокој, и како да кажем, без разлика што е на многу спратови. Има простор тука, ќе ти усвоиме, нема гајде. Да. Сакам да кажам дека секој сака да живее во дом доволно голем за да понекогаш и се осами, понекогаш и да прими поголеми друштва, но и да се чувствува топло и безбедно, како да кажам. Така е, Владко, јас многу пати по цел ден не се гледаме, да. Владко во студио, јас по секаде. По секаде, да. И на крај оно, ало, кај си, што правиш? Добро, но домот секогаш си има и луѓе други секогаш. Ако нема се прашуваме што е телефонираме се исклучени и слично. Да, доколку останеме онака нешто многу сами, си викаме, дајте викнеме некој на гости, па стварно досадно е. Така, особено кога ќерката е веќе на студија. Да, ќерката не ни е тука и тоа ни е испразни куќата, бидејќи кај нејзе беше постојано друштво, омладина, музика, што се случило денеска во школо и на факултет или кога излегле некаде, јас уживам да ми раскажат сето тоа. Низиното друштво кога доаѓа обавезно мора со нас прво да разменат. И еве, многу ми е драго, низиното друштво и нас не посетува иако она не е тука. Ви благодарам, ептен, ќе дојдеме пак. Дојдете, кога и да посакате, повелете. Многу убаво место за живење, многу убави домаќини. Фала многу. Благодариме. Ете, погледнавте во какво убаво обкружување живеат Силвана и Владко Плевнеш, исклучителни луѓе, врвни професионалци и едни питоми, приемчиви и непосредни души. Еве уште една прилика да ги поздравам и да им се заблагодарам за отворените врати кон нас. А сега следи делот што сите го чекаме. Наградувањето. Како што веќе спомнав, награди за штедлив дом ќе доделуваме на сите корисници на ЕВН, избрани по случаен избор по електронски пат преку компјутерска селекција од базата на корисници. Тоа значи дека за да учествувате во оваа наградна игра, не треба да испратите коверта со ваши податоци. Не треба да собирате недобитни пакувања, не треба да се пријавувате, не ни требаат фискални сметки, не бараме отисок од прст, ниту прамен од коса. Всушност, не бараме ништо. Сите корисници на ЕВН со ажурирани податоци во базата на корисници автоматски учествуваат во ова наградување, што уште повеќе ме прави радосна и возбудена дека ќе доделиме награди на лица што не ни знаат дека ќе бидат наградени. Па еве прилика да ве потсетам да ги ажурирате личните податоци со валидни и само со точни и ажурирани податоци ќе се квалификувате за учество во оваа наградна игра.
Тоа може да го направите на повеќе начини. Со пополнување на формулар за ажурирање на личните податоци, достапен во кој било наплатен пункт или КЕЦ, она што го викаат корисничко енергоцентар на ЕВН Македонија, или со пополнување на формуларот кој што ќе ви стигне во фактурата за електрична енергија од ЕВН. Ако податоците не ви се ажурирани за ова извлекување, да знаете дека следното извлекување е следниот понеделник. Па ажурирајте ги до тогаш како би биле дел од следното извлекување. Ете како ЕВН најде начин да ги награди своите лојални корисници, па еве и мало потсетување до вас да ги подмирите сметките што ви се останале. Во оваа наградна игра право на учество имаат потрошувачите од категоријата домаќинства и мали бизнис корисници кои што имаат доставено лични податоци, тоест име, презиме, адреса и матичен број до ЕВН Македонија. Сите корисници имаат можност да добијат вредносен ваучер од 100.000 денари или 30.000 денари од Нептун Македонија, наменет за купување на апарати за домаќинство или сет за енергетска ефикасност во вредност од 1923 денари, составен од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Во секое коло ќе бидат извлечени по 24 награди, а знаете дека имаме 12 кола поред. Инаку ова е исклучиво компјутерско извлекување на кое што човечкиот фактор нема апсолутно никакво влијание, но затоа имаме човечки фактор што ја гарантира регуларноста на извлекувањето, составена од жири комисија од представник од ЕВН, представник од Публицис и нотар. Мислам дека сме подготвени и дека нема ништо што не спречува да почнеме со наградувањето. Прво ќе доделуваме еден ваучер од 100.000 денари, 3 ваучери од по 30.000 денари и 20 сетови за енергетска ефикасност. И да имате в предвид дека едно лице, односно еден корисник, може да биде добитник само на една награда. Мислам дека комисија ништо не спречува да почнеме со извлекувањето. Бива? Може. Комисија, да почнеме. Извлекуваме еден ваучер од 100.000 денари. Да го видиме добитникот. Добитникот го има корисничкиот број 007817875. Честитки! Му честитам на добитникот на ваучерот од 100.000 денари, а сега да продолжиме со извлекување на 3 ваучери од по 30.000 денари. Комисија, може да продолжиме. Добитникот на првиот вредносен ваучер од 30.000 денари е корисникот со број 00149635. Честитки! Продолжуваме со извлекување на вториот вредносен ваучер од 30.000 денари. Ајде да видиме кој ќе добие. Тоа е корисникот со бројот 004087027. Му честитам! Го влечеме третиот вредносен ваучер од 30.000 денари. Ајде да видиме кој ќе биде. Комисија во ред, може да продолжиме. Тоа е корисникот со број 004172487. Му честитам. Им честитам на сите добитници со вредносни ваучери, еден од 100.000 денари и тројца од по 30.000 денари, а сега да ги видиме на екранот сите 20 добитници на сетови за енергетска ефикасност. Честитки до сите добитници! Им честитам од се срце на сите добитници и им посакувам убаво да се служат со овие награди. И уште едно мало подсетување за сите. За време на наградната игра, сите вие имате можност да ги ажурирате своите лични податоци со валидни и така да се квалификувате за учество во оваа наградна игра. Тоа може да го направите на повеќе начини. Со пополнување на формулар за ажурирање на личните податоци, достапен во кој било наплатен пункт или КЕЦ, она што го викаме корисничко енергоцентар на ЕВН, или со пополнување на формуларот што ќе ви стигне дома во сандуче со фактурата за електрична енергија од ЕВН. Сите оние добитници кои што и не ни знаат дека се добитници, извештајот од ова и секое наредно коло ќе го најдат во рок од 3 дена на
сајтот, односно интернет страницата на ЕВН, www.evn.mk. При подигнување на наградите, вашата 9-цифрена шифра, знаете, онаа 9-цифрена што ја влечевме, секако треба да соодветствува со извлечената и да не заборавите дека приложените, нели, документи треба да бидат важечки, оние документи зборуваме за лична идентификација. А јас ви приложувам важечка одјава на ова наше денешно дружење. Ми беше исклучително забавно тука, голема радост е да се доделат награди и нормално да се израдува некого. Убава беше и дружбата со Силвана и Владко Плевнеш, па јас одовде си заминувам среќна и задоволна. Им благодарам на членовите на жири комисијата и на сите будни пред екраните. Ажурирајте ги податоците и се гледаме повторно следниот понеделник во 20:15 на МТВ. Во меѓувреме, до следната емисија, проверете дома да не ви залутала или заостанала некоја неплатена ЕВН сметка. Секое добро и пријатна вечер. Чао, чао.